Ова е подкаст од Европски муавети на Младински сојуз. Добре дојдовте. Овде главна струја се младите. Млади размислуваат, млади говорат. Уживајте. Здраво на сите, ова е втората епизода од серијата подкасти Европски муавети. Европски муавети се подкасти реализирани од страна на младите во Младински сојуз Крушево, а во соработка со Европа Скопје и поддржани од делегацијата на ЕУ во Северна Македонија. Во првата епизода му обетавме за образованието и за состојбата на младите луѓе кои се образуваат тука. Сега преминуваме на една слична тема, односно што по образованието. Каде младите се гледаат во иднина и каде ја гледаат својата кариера. Дали надвор или дома. Темата на овој подкаст е Европа вија дома и ќе зборуваме за миграциите како позитивен тренд, за младите луѓе кои што заминуваат во Европа, дали се враќаат, дали одат да стекнат некој искуство или пак целосно забораваат од каде потекнуваат и каде се образувале. Денеска на моје огромно задоволство ќе разговарам со Андреја Огриновска, ќе прочитам точно функцијата за да не сгрешам, заседавачка со Комитетот за млади при Совет на Европа. Инаку, сега ќе се дадам малку слобода и ќе зборувам малце повеќе за Андреја, бидејќи во последните неколку години професионално и приватно другаруваме. Сметам дека Андреја е најадекватната личност, најадекватната млада жена која може да збори на темата Европа вија дома, бидејќи безусловно и нерезервно инвестира дома се она што го учи во Европа. Андреја, добре дојде. Добре ве најдов, Анелија, и фала на Младински сојуз Крушево за поканата и на целиот тим. Чест ми е да бидам тука со вас денеска. Ке започнем малку можеби од поинтимно и лично прашање, односно можеби нема да се чувствуваш комотно да одговориш, ама би сакала да го слушам твојот став. Андреја не живее во Македонија во последниве 6 години, ако не се лажам. Точно. Но Андреја цело време, ако не секој ден, секој втор ден, можеби виртуелно е дома, со мислите дома и влијае дома на младинските политики и на се она што ги засека младите во Македонија. Имаше едно интересно истражување од страна на Вестминстер фондацијата, каде што вели дека секој високо образован кадар кој си оди од Македонија во куферот на аеродром носи 2 куфера. Едниот куфер е со 29.000 евра и тоа се парите што ги инвестирал во образование сам, неговите родители и државата, а во вториот куфер има 16.000 евра, каде што е потенцијалниот придонес кој што може да го инвестира во бруто домашниот производ. Па сакам да те прашам, пред 6 години Андреја кога реши да замине за прв пат за Брисел, што носеше во својот куфер? Што зема со себе? Ти благодарам на прашањето и баш јас кога се припремав за подкастов ја читав истата студија и верувам дека ќе се навратиме неколку пати на неа затоа што има доста добри податоци. И она што сакам да кажам пред да продолжаме дека мојата приказна е еден можеби изолиран случај за кој што не би сакала да зборам за сите млади кои што се иселуваат како тие размислуваат, но сакам да се осврнам на тоа како може еден начин на излевање на мозоци на некој начин како што го велиме да биде и позитивен за самата држава наместо негативен како што го представуваа до сега. Јас кога решив да заминам, искрено имав еден куфер само и никогаш не планирав да останам толку долго колку што останав. Се што има во куферот беа неколку облеки летни, затоа што заминав во лето, и многу амбиција и љубопитност за што се случува надвор, како можам да го добијам тоа знаење и како можам да го вратам дома. Памтам и дека баш пред заминување, пред да отидам во Брисел, таа последната недела во Скопје беше многу тешка за мене, бидејќи кога би имала избор, доколку имав избор тогаш би останала. Скопје во моето срце, ги сакам луѓето многу, како што сама кажа, виртуелно или физички секогаш се навраќам и мојата идеја секогаш беше да излезам надвор со перспектива да го вратам тоа дома. И бев отворена за можностите кои што ми се покажуваа на патот, ги искористував, отидов со отворен ум и срце за што ќе ми понуди Европа
И 6 години наназад, еве сме пак седиме во Скопје и збориме за се тоа што сум го стекнала во Европа и како ќе го вратам назад. И тоа ме прави многу среќна и горда, дека и покрај се она што го видов во Европа, кој што е многу примамливо за еден млад човек, никогаш не ме дистрактираше, не ме оттргна од идеалната мисија, а тоа е подобрување на работите дома. Супер. Андреа, еве ќе дадам една увертира за тоа. Ке те представам, ке се обидам јас да те представам тебе. Меѓутоа, во последниве 6 години, покрај тоа што се развиваше кариерно во Брисел и во Лондон, никако не го напушти регионот, никако не ја напушти домата. Беше во 2 мандати дел од управниот одбор на Националниот младински совет на Македонија. Понатаму беше во советодавниот одбор на регионалната канцеларија за младинска соработка на Западен Балкан. Соработуваш доста со младината на Либерал-демократската партија. Јас ќе те прашам на просто прашање. Зошто, кога градиш кариера во Лондон, сепак си дел од структурите кои што одлучуваат за младите дом? Добро прашање и верувам дека на многумина можеби како тебе и не им е доволно јасно зашто тоа се случува. Меѓутоа, сакам да почнам со тоа што ќе кажам дека повторно, неделата пред да заминам од Македонија за мене беше навистина тешка. Имам толку сум поврзана за Македонија и за Скопје и највеќе за луѓето тука, што не можев, ми звучеше на некој начин на моје лично предавство да се свртам и да заминам и да не се свртам никогаш повеќе. Тоа не беше опција во мојот репертоар на некој начин. Меѓутоа, препознавајќи го тоа и имав доволно и среќа бидејќи додека расте возев сноуборд и патував многу, осетив што се случува надвор и какви можности се нудат. И кај мене почна да се раѓа некој вид на можеби мотивирачка фрустрација за зошто сите тие можности кои што сум ги просведочила надвор не постојат и дома. Зошто, доколку сакам да се развијам во одреден кариерен профил, можностите за тоа ги нема во Скопје. И тргнав од таа помисла дека не е Македонија тоа што ми пречи. Македонија е земја според мене се уште со огромен потенцијал од многу различни перспективи за да биде она оптимална држава на можности. Меѓутоа, она што ми пречеше е начинот на кој што во тоа време владеачките структури ги третираа младите. Бевме најдоле на скалата, не постоеше разум кога се водеше диалог со институциите за подобрување на работите и малте не како да зборувавме со ѕид. И тоа ме фрустрираше многу заради тоа што знаев колку сме блиску и регионално до Европа и колку лесно може да ги добиеме, да ги донесеме сите тие бенефити на кои што младите од Европа им се на тац нададени, да најдеме начин да ги донесеме и во Македонија. Така да, можеби да се вратам назад на прашањето, како што решив да излезам надвор и да видам каде ќе ме води патот, почнав да добивам навистина скапоцено искуство за кои конкретни чекори треба да се превземат за да се променат работите кај нас. Во секој аспект, образовен, младински политики, младинско учество, се она кое што младите го сметаат за квалитетен живот, кое што е една од главните компоненти кои ја набројуваат кога велат зашто си одат од Македонија. И тоа значи дека секоја можност која што ми се понуди на патот, дали е тоа управниот одбор на НМСМ, дали тоа беше регионалната канцеларија за млади, си ветив на себе дека нема да кажам не, затоа што ми ја даваа платформата и влијанието кое што ми беше потребно за да ги донесам тие промени кои што ги научи во странство дома. И буквално така и се покажа приказната. Како сама, без организација позади мене, без таа поддршка од заедницата, можеме само да стигнеме до одреден степен, меѓутоа кога влегов во НМСМ и кога влегов во регионалната канцеларија, го добив тој и таа политичка поддршка која што ми беше потребна за да ги направиме промените. И мислам дека заедно бевме во управниот одбор на НМСМ и успесите зборат сами за себе. Секогаш може подобро, но навистина мислам дека треба да сме горди со тоа дека донесовме многу европски практики во Македонија за кои што и ден денеска гледам дека младите имаат бенефит од нив. И за мене нема нешто позначајно од тоа сведоштво дека има начин да не си во Македонија, а сепак да си активен придонесувач кон подобрување на ситуацијата дома.
Андреа, што е оно што мислиш дека младите толку ги привлекува да се иселуваат во западноевропските земји? Според тебе, твој личен став? Пак ќе се вратам на анкета што ја зборнавме за зашто се иселуваат, а тоа е квалитет на живот. Тоа е една многу голема компонента, претпоставувам, која што содржи во себе доста мини субпоенти. Но она што јас највеќе го гледам и тоа што мене ми направи промена, имав среќа да живеам во Брисел, малку во Австрија, сега сум веќе некое време во Лондон и баш работев со млади, значи не зборам лаички, не зборам само од она што сум го осетила на своја кожа, него баш и некој кој што бил во првите редови на креирање на младински политики, е дека гласот на младите во Европа значи нешто. Не може да се случи да младите кажат дека некоја компонента им е важна во животот за да се развијат понатака, а носителите на одлуки да останат глуви на истата. Може би нема да ја имплементираат веднаш, ќе дадат причина зашто тоа не може да се случи. Меѓутоа, споредбено со она од која јас отидов во Македонија, ние зборевме како со зид. Значи, ние зборевме, тоа беше ехо, зборевме сами со себе, никој не нас слушаше. Значи, ние бевме безгласна именка, заменка, како и да се вика во општеството. Не беше важно што им треба на младите, не беше важно како мислат младите, немаше политички фокус на младите, немаше механизам кој ќе им дозволи на младите да учествуваат во носењето на одлуки. И сега може и ова да биде критикувано, па добро, не сите млади се активни, не сите млади се заинтересирани да носат одлуки. Апсолутно, меѓутоа има порција на млади кои што ги застапуваат сите оние млади кои што не се во првите редови, кои што сакаат да бидат видени, сакаат да бидат чуени, сакаат да бидат валидирани како активна компонента од општеството. Значи не се работи само за пензионерите, не се работи само за работодавачите или за оние кои што се вработени. Младите се ранлива категорија која кога излегува од образование нема никаква поддршка за како да се снајде во општеството, да најде работа, да си ги менаџира своите финансии и понатака и понатака. Што значи дека се безгласна именка. И мислам дека тоа е првата компонента мене лично што ми пречеше. И секогаш тоа го велам, ме прашува, добро, зашто си отиде, дали за подобра работа? Не, во денешно време младите може да работат од секаде. Значи, ти може да си млад базиран во Македонија и да имаш супер работа во Америка и да имаш американската плата. Така да тебе не ти менува многу каде си базиран. Мене она што ми пречеше е тоа дека јас не бев валидирана како активен придонесувач во македонското општество и ние не бевме доволно вредни за да се направат системски промени кои што ќе ни го подобрат на животот. И како што проаѓаше време, како што работевме во НМСМ и работите се променуваа, видов и политички промени и ништо не ми даде толкава енергија и мотив да се враќам и уште повеќе да придонесувам, како слушајќи ги носителите на одлуки како се отворени да слушнат за кои се проблемите на младите. Тоа мислам дека е еден од главните компоненти и мислам дека кога би се направила промена на тоа поле, тоа е со на вклучување и давање на визибилитет и на место во општеството на младите кои го заслужуваат, мислам дека ќе се смени целосно перцепцијата за останување во државава или не. Второ, доста од нив се заради економски причини и заради подобра работа. И баш она што го зборевме, истражувањето што го гледав беше многу интересно, бидејќи вели не е проблем младите да патуваат, и јас сакам да го потенцирам тоа дека сум некој кој што би поддржал млади да излезат и да се доквалификуваат надвор, највеќе од аспект на културна компонента. Мислам дека ти отвара видици на светот кои што доколку останеш затворен и нема шанса да патуваш, да ги видиш, би пропуштил многу. Меѓутоа, проблематично станува ти кој што велиш кога не се враќаат и кога тие средства, бруто домашен производ, се инвестираат во друга држава наместо кај нас. Јас не се слагам со тоа, заради тоа што пак ќе речам, не мислам дека е важно каде си базиран во денешно време, во дигитална ера во која што живееме, затоа што јас повеќето од средствата кои што ги заработувам, ги инвестирам и ги враќам дома. Значи не остануваат во земјата каде што живеам. И мислам дека само се работи за таа мотивација и ентузијазам дека може да се промени нешто, што би ги мотивирало младите уште повеќе да изнаоѓаат начини да ги враќаат тие
квалификации и средства дома. Не треба фокусот да ги форсираме младите да се вратат физички да живеат во Македонија, заради тоа што мислам дека како што ќе се отвара Македонија се повеќе ќе има и налив на странски млади луѓе кои што ќе доаѓаат во Македонија, бидејќи Македонија станува се поинтересна и поинтересна земја од аспект на развој, на инвестиции и слично. Така да, може една компонента да им велиме да вратете се во Македонија, но она што е поважно е да им влееме ентузијазам дека од каде и да се имаат можности и начин да ги подобрат работите кои што секогаш им пречеле и кои што им биле мотивација да се заминат. Сега да имаш некоја временска машина, да се вратиме 6 години назад и Андреа да реши дека ќе остане тука, дали мислиш дека од твојот младински активизам и влијание врз младински политики, па и твоето место во Комитетот за млади во Совет на Европа, ќе беше исто или Андреа ќе одеше во некоја друга насока и правец? Многу добро прашање. Не може да биде исто, бидејќи во периодот кога си заминав, сватив дека на државата не е гајле за мене. Воопшто. И можев да седам и да чекам можностите кои што ги сакам и за кои што имам амбиција да дојдат кај мене, или можев да излезам и да ги зграпчам и да ги побарам сама. Јас го одбрав вториот пат, меѓутоа тоа не значи дека би ги дисквалификувала сите оние кои што го одбрале можеби првиот пат да останат. Јас не можев да живеам со фактот, посебно бидејќи толку труд беше вложен во подобрување на системот, толку капацитет, толку иновативност, толку идеи за подобрување беа презентирани на волонтерска основа. Значи сами сме работеле, не сме имале никаква поддршка, никакви средства. Ќе дојдеме цели срекни во институција, ќе представиме некаква идеја за промена и тоа малте не беше како леле младиве сега пак дај да им кажеме нешто да ги закјутиме. Значи онака се осеќаш како последниот отпад во општеството и као ако може, ајде молам не денес. Немој среќа, немој данас. Буквално тој муавет. И тоа за мене беше defeating. Тоа ме поразуваше многу. И решив дека, окей, ако вие не сакате да ме го дадете тоа што јас мислам дека го заслужувам, не само јас, него и сите млади, I'm gonna go and get it. Ќе излезам и сама ќе го најдам и ќе го донесам тука на некој начин. Нормално, мојот придонес е многу мал и мојот придонес не би бил тоа што е доколку не беше целиот тим со кој што го работевме се до тоа заедно. Меѓутоа не сакав да ја дозволам на носители на одлуки кои што немаат слух за моите потреби да диктираат како јас ќе го живеам мојот живот и како ќе се развивам како индивидуа. Андреа, да сега зборавме повеќе за, да речам, светлата страна на твоето иселување или на твоето собирање искуства од Европа. Ја не би го рекла иселување, затоа што јас лично не те осеќам дека си иселена. Толку често комуницираме, што понекогаш повеќе комуницираме, се гледам со тебе, него со некои луѓе што се дружам во Скопје. Ама ајде малку да одиме на потемната страна, да речем. Кои се предизвиците со кои што ти се соочи? Како е млада жена, млада македонка да живее во Лондон? Малку ми е неблагодарно да го кажам ова сега што ќе го кажам, затоа што луѓе генерално сметаат дека со самото тоа што не сум во Македонија дека ми е автоматски супер и подобро. Тоа е многу далеко од вистината и искрено би се изненадила доколку сретнам било кој млад во слична ситуација како мене, што 100% ќе каже немаше ни еден предизвик со иселувањето надвор. Животот е целосно различен од тоа што го имаме тука. И мислам дека најдобра анегдота за да го опишам тоа, кога заминав за Брисел, бев со мојата најдобра другарка, заедно студиравме. И во целата таа тежина, сам си, немаш поддршка, не ги знаеш луѓето, постојано си, пак си најдоле на скалата на приоритети, затоа што сега не само ги имаш сите оние маргинализирани компоненти од твојата идентитет како жена, како млад човек и слично, него сега си и странец во држава која што не е твоја. Треба буквално се да учиш од почеток како работат банките, каде е општината, каде треба да се пријавам, каде се излегува, каде е мојата група на луѓе, доколку се случи нешто, каде треба да одам во болница, значи се тоа го правиш сам. И знам, седевме една вечер така истоштени, изморени, се враќаш, излегуваш се која се бајле во 7, се враќаш во 8 вечер. И си рековме, замисли, Скопје да беше Брисел и да имавме систем кој што функционира и само сите наши пријатели се тука.
И една таква носталгија не удри двете, дека сме на некој начин ограбени од можноста да живееме со луѓето кои што јас и она толку многу ги сакам и толку многу сме поврзани со нив во систем кој што функционира, што повторно беше на некој начин поразувачки. Така да во никој случај не би рекла дека е лесно, мислам дека има една компонента на она reward, на награда, бидејќи не сум дома, сама сум на себе оставена, се е 10 пати потешко, а сепак успевам, кој што е навистина мотивирачки. Меѓутоа јас пак ја кажам, кога би имало систем дома, јас би се вратила со затворени очи на првиот лет дома, заради тоа што никогаш не успеав да ги преболам луѓето кои што ми фалеа тука многу. И како што рече сама, секоја можност што ја имам, се враќам за да го осетам тој дух, тоа чувство на дома сум, тоа чувство на тука ми е заедницата, тука ми се луѓето што ги знам, тука се чувствувам најудобно, и тоа чувство никогаш нема да си отиде. Така да куферот мој е се уште отворен дома, не сум распакувана целосно. Секогаш сметам дека ќе има некоја можност каде што ќе се вратам на некој период и ќе поживеам тука. Не сум раскрстила целосно, никогаш нема ни да раскрснам. И во моментот кога оние критериуми кои што ми се мене важни лично ќе бидат исполнети, јас ќе бидам на првиот авион назад. Баш ова беше доста инспиративно, од една страна тажно, колку треба сите заедно да инвестираме, да направиме малку попријатна и поддржувачка атмосфера за младите што се тука, а од друга страна е тажно кога гледаме млади луѓе кои што таму некаде надвор се борат, а не се сеќаваат можеби доволно дома. Па ќе те прашаме на блиц прашање, после ќе поминеме на помалку посериозни прашања пред крај. Каде Андреа се осеќа дома? Скопје, Девармал, целосно. Дури и ден денеска кога се враќам и во Брисел, кај што имам живеено, и во Австрија, и моментално Лондон, дел од тоа чувство дома е и таму, но невозможно е да е споредливо со тоа чувство на дома, на припадност. Знаеш, не е ни толку дома каде живеам или дома каде се моите луѓе, него тука припаѓам, тука е, ако јас сум една слагалица, тоаш мојот дел тука најдобро се совпаѓа на некој начин. И да, малку носталгично, сега мене искрено ме удри малце носталгија. Меѓутоа нема, мислам дека тоа чувство никогаш нема да го постигнам во ниеден друг град. И не ни треба. Многу долго време на почеток патев во Лондон, ми беше навистина тешко првите 2-3 години, бидејќи постојано го барав Скопје во Лондон. Каде е Скопје, каде е мојата заедница, каде е таа слагалица каде што јас ќе се совпаднам и ќе припаднам, каде ќе се чувствувам со ист интензитет како дома како што се чувствувам во Скопје. За после 3 години мачење, да се соочам сама со себе дека тоа нема да постои во Лондон, дека Лондон нуди супер други моменти на развој и на задоволство, но таа припадност никогаш нема да ми ја понуди. Сега за Лутанова делче од слагалицата, некако фино се позиционираше на европско ниво, така јас би рекла. И кажи ми кои се оние стратегии, политики за млади од европско ниво, што сакаш да ги видиш дома, тука кај нас. И не само во однос на одливот на високо квалификувани кадри и мозоци, меѓутоа младински политики генерално што мислиш дека треба да се обидеме да ги пресликаме и да ги донесеме на наше тло. Има многу, со тоа што ја би се фокусирала на една која што цело време спомнувам, исто е компонента каја што може би изградив највеќе експертиза заради тоа што сметам дека е клучна во отпочнување на промени во системот, а тоа е младинско учество. Значи, за да почнеме да градиме свет кој што ќе им одговара на младите, не можеме да го градиме без младите. Прво мора да ги поканиме, да ги слушнеме, колку и да нас од некоја друга генерацијска перспектива тие потреби ни звучат абсурдни, тие се валидни за нив и мора да бидат одговорени и сретнати со задоволување на потребите кои што младите ќе ги набројат дека им се потребни. Сега, позитивно тоа што е дека
во теорија, на хартија, благодарение на законот за млади кој што го развивме, постои развиена методологија за како ова може да се имплементира. И полека се имплементира. И мислам дека им дава свеж воздух на младите, кои што за прв пат се чувствуваат дека нивното мислење значи и не е срамнато со нула. Меѓутоа, од друга страна, па имаме моменти како нешто беше со назначувањето на јавните обвинители, каде што една од главните замерки беше дека Ленче е премногу млада. И јас тоа не можам да го соџувам. Јас сум го запамтила и денес уште ми пречи. Тоа во друга држава не сме да се случи. Тоа е дискриминација на база на возраст. Значи, исто како што дискриминираме на база на боја на кожа, на база на етничка припадност, на база на јазик, ти можеш да дискриминираш некого на база на возраст. И она што се плашаме дека се случува во Македонија е дека има две паралелни струи на некој начин. Една која што е отворена за нови промени и се назначуваат младински службеници, се креираат системи за коменаџирање на проблемите на млади, и друга некоја висока политика каде што баш треба да ги гледаме тие промени, каде што младите се инволвирани, каде што излегуваат со изјави кои што се од среден век. Мислам, не смее високо лице од политика или носител на одлуки да каже дека некој не е квалификуван за одредена позиција бидејќи е млад, доколку самиот правилник не иницира дека на одредена возраст треба да биде кандидатот, што во овој случај не беше така. Така да такви некои инстанци ме плашат малце дека промената се случува брзо и прогресивно и остава многу структури позади себе, кои што не може да разберат зашто младинските прашања се толку важни. И сега кога делуваш на европско ниво, односно кога си во Комитетот за млади во Совет на Европа, дали се обидуваш да ги позиционираш и младите од Македонија додека заседавате во овој комитет и како тоа го правиш? Апсолутно. Иако отворено не би требала, бидејќи како заседавач треба да се грижам за сите интереси еднакво и тоа го правам, меѓутоа не можам да сум глува и слепа на фактот дека кога ќе се спомне Македонија, посебна искра се појавува во моето срце. Она што е добро во Совет на Европа и една од причините поради кои што отидов е што не е Европска унија, значи се работи за целиот европски континент. На почеток почнав да се инфилтрирам во некои младински структури во Европска унија, но сватив дека се доста ексклузивни, заради тоа што пред се ги гледаат своите интереси на државите членки во Европска унија, па потоа државите кои што сакаат да се приклучат. Се тоа беше некако секундарно. Не си отидов од Македонија за повторна влезам во структура каде што ќе бидеме секундарни и сметав дека Совет на Европа баш го нуди оној момент на сплотување на целиот европски регион или на некоја припрема на државите кои што сакаат да влезат во Европа, но не се спремни се уште. Работиме на принцип на ко-менеджмент, што значи дека представници на Министерства за млади од цела Европа седат заедно со 30 младински активисти и ја коменаџираат програмата и буџетот на Совет на Европа. Ова ми дава директен пристап до носители на одлуки во Македонија, за кои што порано не било многу тешко да стапиме во контакт. И мислам дека прва македонка сум, која што е на оваа позиција во Совет на Европа, така да дефинитивно ставивме некаков траг и на таа база сум многу горда. Но и со самото тоа, кога ме видува мене дека напреднувам во таа структура, девојче од Македонија која што дојде никаде, македонските носители на одлуки се заинтересираа и почнаа да ме бараат, малте не мене. Као, не ни се верува дека некој од Македонија на оваа позиција. И ми беше доста драго заради тоа што помислив супер, значи тоа е тоа што требаше да се случи, за да почнете да не сваќате сериозно дека имаме капацитет да направиме не само промени во Македонија, него и на европско ниво. И морам да додадам дека бев на вистина срекна, тоа беше еден од големите моменти на мотивација, кога Совет на Европа имаше криза каде што сакаа да го исачат младинскиот сектор и работев заедно со представничката од Македонија да го спречиме ова. И тоа беа неколку месеци, ќе памтиш и ти, кога сите збореа за Македонија во Совет на Европа. Тоа не се случило претходно. Ние сме мала држава која нема ресурси, која што има мал политички капитал, но која успеа да направи револуција само заради тоа што успеавме да седнеме и да работиме сплотено заедно. И во тој момент нам напишав еден статус на Facebook и бев као
ако некогаш сум сакала да се вратам во Македонија, ова е тој момент, буквално. И сега за крај, затоа што малце сме надвор од времето, ама ја и ти кога ќе се замоабетиме тоа така тера. За крај би сакала да те замолам да испратиш некоја порака или да ни дадеш на сите нас другите совет, како оние други млади луѓе кои што се веќе неколку години иселени од Македонија, како да ги вратиме барем малку со паметот назад и да им бидеш еден вид на пример, како што правиш ти, како да ги натираме малку да инвестираат и малку да се вратат назад, затоа што има многу луѓе кои што се уште имаат траума од Македонија и не сакаат никако да се вратат, ниту нешто трошка од нивното време да го инвестираат назад, пошто би било твојата порака кон нив? И ги разбирам апсолутно тие луѓе и верувам дека се целосно во право заради тоа што сечиви услови се различни зашто заминале. Но мислам дека се работи за надеж и верба дека системот може да се смени кај нас. Јас почнав многу лаички, како што спомнам некој пати, почнавме со целосно затворени врати, со неглас него ехо, и со целосен недостаток на слух за што значи да си млад во Скопје. Меѓутоа морав да пробам. Се чувствував дека им го должам тоа на моите врсници. Значи имав таа одговорност, не се работи на тоа само јас да излезам и мене да ме биде убаво, него сакам на сите оние кои што можеби немаат можност да излезат да го живеат тој европски живот, да имаат шанса да уживаат во убав и лесен живот како што живеат младите во Европа. Така да, оно што би им препорачала е, доколку им е тешко, а верувам дека име кај што се, доколку им фалат луѓето од Македонија, македонскиот живот, македонската култура, да не очајуваат, туку да се свртат целосно кон Македонија и да видат како може да ги подобрат оние аспекти кои што им пречеле секогаш пред да си отидат. Се надевам дека повеќето од нив се сега во позиција каде што се посилни отколку кога заминале, можеби имаат направено повеќе капитал од било каков карактер, и може да го искористат истиот за да направат таа промена. Младите од странство, поради позитивни или негативни причини, се посериозно сватени од оние кои што се тука и мора да го искористат таа позиција на моќ која што верувам дека макотрпно ја добиле со тоа што се преселиле надвор, научиле како функционира системот, научиле кои се методологиите за промена, да го искористат тој момент на моќ и да се вратат и да кажат како функционираат работите надвор и како може да се направи таа промена тука. И морам да им посочам дека сега има слух, дека ќе бидат слушани и дека ќе им бидат овозможени алатки за да ја креираат таа промена, па можеби некогаш и да се вратат. Можеби да ги донесат своите деца тука. Можеби да не ги исечат целосно корените, кои што доколку се како мене, верувам дека ги боли многу. Фактот дека не се цело време дома и дека мора да се постојано странци во систем во кој што можеби на нив самите никогаш нема да им биде дома, можеби ќе им биде на нивните деца. Тоа е она мене што ме мотивира, оној момент на некогаш сакам да се вратам, некогаш сакам, ако имам деца, да ги донесам тука и сакам Македонија да биде убаво место кога ќе го направам тоа. Значи, онаа припрема. Тоа беше мојата мотивација и се надевам дека и мислам дека кога ќе се подотворат и ќе се обидат да се свртат малце назад и да видат како може да го искористат тоа што го стекнале, дека ќе им даде многу ентузијазам и енергија за продолжување понатака. Фала ти, Андреа, многу за ова, јас би рекла искрено и емотивно емотивен муавет што го направивме. Ми беше задоволство затоа што не беше класично интервју со Андреа и Андреа кажува како е во Европа и кои политики треба да ги примениме, туку баш парче од твојата душа го остави денеска тука, така што фала ти многу од името на целиот тим на Младински сојуз. Беше огромна чест, фала ви на вас. Фала ви на сите што не гледавте, се надам дека уживавте колку што уживав и јас. Продолжете на наследите, бидејќи продолжуваме со следни подкасти и следете на Facebook, Instagram, Twitter, на социјалните медиуми, на каналите на Youth Alliance. Поздрав од мене и се гледаме за еден месец.